Арбен Таравари се повикува на поддршката од членството, а Зијадин сила на процедурата. Се уште е нејасно дали Алијанса за албанците ќе излезе неподелена од пожарот кој им го распламти Дуи. Мнозинството од Централното собрание даде писмена поддршка за Таравари, а таборот на сила не ги признава одлуките, меѓу кои партијата да влезе во коалиција со обединетата албанска опозиција. Таборот на Таравари обвинува дека Артан Груби сака да им направи пуч во партијата. Актуелниот лидер и неговите поддржувачи нема да се појават на состанокот кој за утре го закажа Зијадин села. Тие пошто знаеа дека тоа е така, дека Таравари има апсолутна поддршка од членовите на Централно собрание, дека Таравари има апсолутна поддршка од членовите на Централното председателство и тие затоа под диригентска палка на Артан Груби направија пуч за да не овозможат да одиме таму. Значи тоа е фарса. Значи тука ќе држат една седница со партиски активисти и најверојатно не знам, па ја им предлагам нека го повикаат и вршителот на должност на тој состанок, председател на таа група кој што е Артан Груби. Крилото на села пак тврди дека Таравари лажаот и синоќ ја собрал 75 делегати кои се потребни за партиското тело да носи легитимни одлуки. Тој собир не беше легитимен и врз основа на статутот и врз основа на нашите информации таму имаше помалку од 40 членови. Во Централното председателство имаше една одлука од партијата што требаше тој да контактира и со Централното председателство и во основа на тие реални и потребни процедури се носат некои работи, а не преку Фејсбук. На синоќешниот состанок во Куманово, делегатите кои ги собра Арбен Таравари донесе одлука на престојните избори Алијанса за албанците да коалицира со Европскиот сојуз за промени. Промените почнаа и никој не може да ги запре. По 20 години злото Дуи ќе оди во опозиција, порача Таравари. Промената почна и нема да запре. Денеска тука на Централното собрание требаше да бидат присутни повеќе делегати, но врз нив беше извршен невиден притисок, па тие не дојдоа. Денеска е 8 февруари, до 8 мај има 90 дена. За толку денови ќе заврши лошото што 20 години ја води државата. Расколот во Алијанса се надзираше уште кога Таравари најави дека сака да ја напушти владата на Ковачевски Ахмети, но сепак тоа не го направи. Се чини под притисок на села и неговото влијание во партијата.